на активностите на катедрата на УНЕСКО за медиуми, диалог и заемно разбирање. Министерството за образование и наука потпиша меморандум за соработка со Високата школа за новинарство и односи со јавност за поддршка на активностите на катедрата на УНЕСКО за медиуми, диалог и заемно разбирање, што неодамна е отворена на оваа приватна високообразовна институција. На денешната тркалезна маса школата ги промовираше и постдипломските студии на оваа катедра за менаџирање на медиуми и мултимедија и за менаџирање на стратегиски комуникации. Меморандумот ќе се фокусира на заеднички активности за промовирање на катедрата и нејзините студиски програми. Се надеваме дека ова висока школа, тоест постдипломските студии кои сега ќе бидат понудени, значи и вредностите на УНЕСКО, и преку соработката со Министерството за образование и наука ќе допринесат на некој начин за унапредување на високото образование во Република Македонија. Меѓутоа, најмногу важно, ќе овозможат уште една прилика, значи за секој заинтересиран граѓанин да го доформи своето знаење и при тоа знаење да го доформи според принципите и високите вредности кои ги пропагира УНЕСКО. Новата студиска програма на Високата школа за новинарство и односи со јавност нуди подготовка за новите медиуми и мултимедијални платформи и професионално и одговорно новинарство. Делот на стратешки комуникации, на постдипломските студии на стратешки комуникации, всушност во себе носат предмети кои што ќе го потенцираат лидерството на секој индивидуалец, кои што ќе ги потенцираат етичките стандарди во односите со јавност и кои што ќе се надеваме ќе постават позицијата на односи со јавност на едно менаџерско ниво, бидејќи основата на односите со јавност всушност е планирање на комуникациите, а со цел да имаме отворени комуникации, транспарентни и отчетни, без оглед дали се работи за приватни или пак за јавни институции. Наставната програма е креирана во соработка со професори и експерти од факултети од Холандија, Данска и Велика Британија. Предавачи ќе бидат професори од Македонија и од странство, а првпат се воведува и учење од далечина. За првата генерација студенти на овие постдипломски студии, УНЕСКО обезбеди 50 стипендии од по 500 евра.